Представници од амбасадата на Народна република Кина, од Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство, како и од Институтот за ОРИС, одржаа средба за реализација на проектот преку платформата 16+1. Носител на проектот е Центарот за промоција на земеделската соработка меѓу Кина и земите од Централна и Источна Европа. Според Васил Гелев, директор на Центарот за земеделска соработка со седиште во Софија, Македонија и научните работници од Институтот за ОРИС ќе имаат можност да спроведат проект за демонстративни опити на хибридни сорти орис од Кина. Универзитетот во Пловдив веќе работи на тој план, па постои можност оттаму да се пренесат нивните искуства. Станува збор за сорти кои даваат 4 пати повеќе приноси од досегашните. Потребно е да се направат сериозни анализи за тоа дали можат ваквите хибридни кинески сорти да успеат и на кочанската почва. Представничката од Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство Лидија Чадиковска потенцираше дека како држава Македонија е заинтересирана за спроведување на ваков објект, бидејќи таа би била втора земја по Бугарија што е во рамки на платформата 16+1, а тоа е соработка меѓу Кина и земите од Централна и Источна Европа, па би успеала да спроведе ваков значаен проект, бидејќи во науката и истражувањето многу малку се работело во минатиот период. Сега се јавува можност од кинеската страна и од страна на бугарските пријатели и колеги од Министерството за земеделство на Бугарија и од Универзитетот во Пловдив, рече Чадиковска, да се пренесе нивното искуство за една нова технологија за одгледување хибридни сорти орис. Преносот на знаење и искуство од релевантните институции од Народна република Кина на Институтот за орис во Кочани за примена на технологијата на овој терен е само дел од можностите што се нудат со проектите на платформата 16+1. Според бугарскиот представник Гелев, проектите од ваков вид носат развој не само во земеделството, туку и во селскиот туризам, а отвораат можност и за ангажирање нова работна сила. На состанокот присуствуваше и градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев, кој побара од Министерството за земеделство да се размислува и за кадровско зајакнување на Институтот за орис во Кочани.